Денес сите сме кај Христовиот гроб. Се поклонуваме пред плаштаницата на која е представено телото Господово при погребението и положено во гробот. Пред украсениот Христов гроб стоиме и молчешком се молиме. Се протнуваме под него на колена. Се фарбаат јајца во сите бои. Православните христијани Великден го празнуваат со своите семејства. Според тетовската традиција се оди по гости кај блиските. Како и секоја година, како и секоја православна македонска куќа која што е облиена со љубов и благосостојба, секој, нели, како што налага христијанството и религијата, значи и кај нас, а и кај другите каде што одиме на гости, каде што ги посетуваме, нели, адетот е таков. Нели се вапцаат великденските јајца, масата да биде, нели, со великденски јајца. Тоа е основата на овој празник. Јајцето е животот, здравието, среќата и благосостојбата на секое православно семејство. Празниците наши се многу убави. Без разлика дали е Великден, дали е Божиш или без разлика кој празник е, се е убаво, само мир, слога. Ништо друго. А за друго вика ќе се најде све. Само мир и слога е најбитно у животот. Обичајот се треба да се испости целиот пост, па да се причестите и вечер за Христовото воскресение треба се дојде у црква. Дента за Великден по мене е семеен празник, не се оди по куќи. Него дома со целото семејство се прославува Христовото воскресение. Многу убаво го прославуваме, многу убав ден, за многу години да ни е, многу се радуваме за сите и сите се радуваат за него, многу убаво. Што се прави на Великден? На Великден се фарбат јајца, се одит у црква, се одит после по гости со деца за јајца да земат и многу убаво. Вечерва на полноќ ќе биде објавено Христовото воскресение. Христијаните во црквите ќе ја чекаат радосната вест. Вечер во 11:30 часот пред полноќ ќе почнеме со трикратен опход околу храмот, околу соборниот храм тука Свети Кирил и Методи и ќе богослужиме божествена литургија. Ќе се потрудиме прв пат оваа година да го донесеме благодатниот оган од Ерусалим, кој што денеска во 12 часот на пладне по Божја промисла и по Божја волја ќе го запали Ерусалимскиот патриарх, а по заложба на игуменот на Пригорскиот манастир ќе дојде некаде околу 10 часот негде во Маврово, па ќе се потрудам да го донесам и тука во Тетово, каде што сите ќе запалиме од тој благодатен оган, од тоа чудо кај што до ден денеска не е објасливо чудо, Божјо чудо, се случува во Ерусалим на денешен ден. Господа ве благослови, уште многу години да ги славиме празниците и повторно ќе повторам, само со ваков народ кој што многубројно ја посетува нашата црква, оваа црква и од овој народ ќе опстои низ вековите. Великден се слави 3 дена. Денешниот ден е вториот ден на нашата жалост, тага и молк. Денес е денот меѓу смртта и воскресението. На овој ден се спојуваат распнувањето и радоста. Годинава Великден заедно го празнуваат и православните и католичките христијани.